Дали ме слушате, дали ме гледате, мене ми вика дека се е окей. И ме слушате, добро? Супер. Не сум зараѓал, не сме се видели на вебинарот пролетта. Предвестник на пролетта и на есента се вебинарите на КНАУФ, така да ви благодарам за присуството. Денес имаме една многу захтевна тема, една тема која што ме мачи кога ја зборам. Зошто? Затоа што како комерцијалист, како презентер на системи, секогаш сум навикнат да бидам конкретен и јасен и краток во промоцијата на системите. А денеска баш напротив имаме една важна тема која што ќе се задржи на деталите на изведба. Значи знаеме што све се гради, каква е одговорноста позади градежните системи и затоа ова е една низа од две вакви презентации, два вакви вебинари, скупно за значи некако околу 4 часа, кога ќе ги отвориме и затвориме сите дилеми околу правилната изведба на сувомонтажните системи. Дополнително зимава ќе бидеме активни и со вакви вебинари за системите за малтерисување, глетување и грундирање, системите за поплочување и хидроизолација и на крај ќе збориме за правилна изведба на системите за фасадна, односно за контактни фасади. Така да ќе имаме интересна доцна есен и зима, кога ќе сакам да одговориме на, односно да ги укажеме на правилната изведба на системите и благодарение на вашите прашања кои што ми стигнаа последниве денови, да одговориме можеби на некакви прашања кои што секогаш професијата, односно секојдневната работа ви ги носи. Пошто имаме доста материјал за зборење, ќе гледам да бидам конкретен, да ги задржиме да задржиме агендата на 2 пати по 45 минути со пауза од 15 минути. Значи негде околу 15 до 3 ќе направиме пауза, 10 на 15 минути да си ги дополниме чашите со кафе и продолжуваме во 3. Колку време комуницираме и преку Вибер, и лично, и преку семинари, и најчест збор што го слушате од мене кога зборувам за нашите материјали се системи. Значи никогаш не зборам за плоча или за профил, секогаш зборам за системи, затоа што тоа и се. Тоа е збир на разни типови на материјали кои што доаѓаат во него. Значи профили, монтажен прибор, плочи, маси за исполно и глетување. И сите заедно, значи даваат еден систем кој што треба да исполни одредени барања ваши, градежно-физички, градежно-биолошки, статички и така натаму. Така да, без разлика дали се работи за плафон, за зидна облога, за зид, секогаш зборуваме за основните 4 типа на материјали кои што влегуваат. Плочите од различни типови на гипсени плочи, кои што во EN семејството се нормирани со стандардот на производство EN 520. Тоа е европски стандард кој што е хармонизиран во Македонија, така да сите материјали, сите информации кои што ви интересираат дополнително за својствата на гипсените плочи ви се достапни во овој стандард кој што може да се набави преку Институтот за стандардизација. Што е интересно кај овој стандард? Овој стандард ги пропишува освен параметрите на плочата, дебелината, димензионалната стабилност, ширината, прави една интересна номенклатура која што оваа презентација ја наменив за надзорните инженери. Значи како надзорни инженери мора да ја познавате оваа номенклатура за уште при самиот прием, да не речем, односно идентификување на материјалот кој што е донесен. Ова е една номенклатура од стандардот EN 520 која што е прилично лесна за памтење. Има ово се типови на плочи, да речеме А е обичната плоча, Х е влагоотпорната, зелената плоча, Ф е противпожарната плоча, која што е појачена со стаклени влакна во јадрото, Д е плоча со контролирана густина. Зошто вика контролирана? Затоа што стандардните гипсени плочи имаат минимална густина од 8,5 кг, Д плочите имаат од 10 кг нагоре. Р добива назив R плочата која што има тешко и цврсто јадро над 12,8 кг и на крај И плоча која што е со зајакната површинска цврстина. Значи плочи кои што во проектите ваши се потребни на места каде што е потребна механичка отпорност. Има две прешкртани ги приметувате, тоа се плочата Е која што во Европа полека изумира, тоа е плоча за надворешна употреба, гипсот со сите предности кои што ги носи во интериерите,
во екстериерите е малце му ги отстапува местото на цементните материјали, како што е цементна таква панел плоча, и на крај една плоча П која што ја имаше до касни 80-ти години, тоа е плоча која што можеше да се малтерисува, некој компромис меѓу сувата градба и традиционалното малтерисување. И чисто примери во Knauf портфолиото, да речеме, постои, чисто да ви укажам на комбинациите, во Knauf портфолиото постои, да речеме, противпожарна импрегнирана плоча, која што носи F за противпожарност, H за импрегнација и она D плоча која што е за тешки плочи над 10 кг. Или да речеме нашата плоча со врвни својства Knauf диамант, таа има малце подолг опис, значи таа е D, F, H2 и R. Односно таа е плоча со контролирана густина, противпожарна, второ ниво на импрегнација, со појачена површина и со потешко и поотцврсто јадро. Најсекојдневна плоча во архитектурата станува Sonicboard плочата, која има ознака само D. Значи тоа е плоча без противпожарни импрегнирани својства, само плоча со контролирана густина над 10 кг, која што има повишени својства на звучна изолација. Покрај буквите, секоја плоча, значи ова се сите производители кои што произведуваат под EN стандард и имаат оваа номенклатура на плочи. Освен буквата, секоја плоча се добива и бројка според дебелината на плочата, па да така имаме 6 мм плоча, 9 мм плоча, тоа се плочи за свиени ѕидови, за свиени површини. Потоа имаме 12, 15 и 18 плоча, тоа се плочи за стандардни потреби, најчесто 15 и 18 се противпожарни, тоа значи дека тие се DF15 и DF18 за повишена противпожарна заштита, 60, 90, 120 минути, и постојат исто така во портфолиото на Knauf постојат и масивни плочи, тоа се 20 мм и 25 мм, значи DF20 и DF25 за уште повисоки нивоа на противпожарна заштита. Најчесто се користат во плафони и во ѕидни облоги, каде што треба со една страна ѕидна облога да постигнеме 60, 90 или 120 минути. Еве и комбинациите кои што ги спомнав, значи обичните плочи А13, А15, А18, импрегнираните Х13, Х15, противпожарната DF13, DF15, противпожарна импрегнирана DFH13, DFH15 и диамант плочите 12,5 см, 12,5 мм и 15 мм. Сега, значи гледате колку ова е уствари личната карта на една плоча. Со опознавање на овој стандард, веќе со скратениците на тие букви, скратениците на имињата, веќе знаете кој систем, какво својство може да постигне. Дополнително под стандардот EN 14195 ги произведуваме челичните профили, исто така достапен на Институтот за стандардизација да се купи, стандард кој што исто така ги пропишува сите параметри на профилите, димензионалната стабилност, толеранциите, димензиите, така да во принцип ова е се под кој што произведуваме. Ке видите, погледнете ги само димензиите, значи ке видите дека пример C профилот, CV профилите имаат, да речеме, ширина од 73,8 мм. Ова е CV 75, додека профилот UV 75 има 75 мм. Ако имаме во предвид дека ова се прави од челик кој што е 0,6 мм дебел, разликата од 1,2 мм е разликата во дебелината на профилите. Зашто викаме дека зашто стално го употребувам зборот систем? Затоа што само во вистински сертифициран систем се работи со вакви строги толеранции на профилите. Профили кои што се во новие толеранции, како што се профили од нестандардизирано производство, еден во друг профил не влага или клапа, значи ги доведува во прашање основните својства на ѕидовите. Еве ги толеранциите, еве го тоа што го зборевме. Knauf користи челик со дебелина од 0,6 мм,
по стандардот со толеранција плюс минус 0,04 мм и со 100 грама цинк минимум, а секогаш над 130-140, минимум 100 грама цинк по метар квадратен по страна за антикорозивна заштита со поцинкување. Допълнително, убаво е надзорите да знаат и како што знаат и проектантите дека постојат различни типови на профили согласно позицијата. Во Македонија имаме услови кои што налагаат користење на C2 профили, односно стандардните профили, во суви и влажни ентериери, значи спални, дневни, целата станоградба, хотелско сместување, до C3 профили. Ова се профили кои што имаат минимум 270 грама цинк на метар квадратен. Ова се профили кои што се користат во мокри простории, значи велнес центри, спа центри, турски бањи, сауни, базени и во надворешна употреба. Чисто само како информација, КНАУФ располага со C5 и C5M категорија на профили, тоа е по интернационален стандард номенклатура, која што има минимум 400 грама цинк на метар квадратен, значи тие имаат интензивно плава, да не речам КНАУФ плава боја, која што ова се профили за екстериер во близина на мориња. Значи ова се екстремно отпорни профили кои што се користат и во екстериери со висок салинитет на воздухот. Ова што го зборав до сега беше се за ЕН стандардите. Оно со кој што највеќе се гордееме у принцип е дека сите наши материјали се стандардизирани и сертифицирани по DIN стандардите. Сите кои што барем малце познаваат сертификација, односно стандардизација на производство, знаат дека DIN нормите се во се повисоки и построги од ЕН нормите. Сега ќе ви кажам и зошто тоа се случува и зошто е тоа важно во сувата градба. На левата страна се DIN стандардите и тоа се една голема фамилија на стандарди, има повеќе. Значи DIN 18180 за производство на гипсени плочи, 181 за системи со плочи, 182 за шрафови, 183 за статика на зидовите, 184 каширани плочи, 4702 за противпожарност. И тоа е една голема фамилија на стандарди кои што се цитираат еден со друг и само првите 3 да ги земеме, првите 4 викаат ако земете пример стандардот 18183 вика ако земете гипсена плоча произведена по 180, ако земете шрафови 182, профили 181, можете да искористите статиката која што е пропишана со стандардот 183. Од друга страна, ЕН стандардите не само што се доста полиберални, туку во, да речеме, го спомнавме стандардот за плочи, го спомнавме стандардот за профили, во Европа, во тоа помало семејство на стандарди, отсуствува стандардот за статика. Односно, им дозволува на производителите да се играат со дебелината на профилите, со меѓурастењето, меѓутоа треба да во својот технички лист да декларираат статика свршена со нивните профили. Сите наши технички листови се во согласност со статиката пропишана со МКС DIN 18183. Велам МКС затоа што Македонија овој стандард го има хармонизирано пред повеќе од 10 години и затоа статиката која што е пропишана во нашите технички листови е гарантирана со самиот стандард. Па така, да речеме, сакате да изберете зид со висина 5 метри, може да се искористи пример системот CV75 со профили поставени на 62,5 и да се постигне втора категорија на оптоварување. Истото и со плафоните. Плафоните се уште периодот во планирањето и во изведбата на плафоните доста поодговорен затоа што плафоните некако над глава ни висат и нормално дека одговорноста за изведба или за планирање, изведба и контрола на плафоните е многу повисока колку зидовите. Исто така делот нашите технички листови е едно големо множество на можни комбинации, значи помеѓу растојанието на горната конструкција. Ќе збориме во вториот дел на презентацијава зошто да две конструкции, значи можеме да се играме со густината на горните профили и со густината на држачите од различни типови на различно
различна основа горе, различна носечка конструкција, да обесиме плафони со различна висина. Секогаш кога зборам за плафони, спомнувам Екстреми, пример пред 10 години во една болница во близина на Велес, монтиравме плафон со тежина од скоро 80 кг на метар квадратен. Значи не е секој плафон оној наједноставниот со една плоча кој што е 2-13 кг, значи веќе за повисоки својства можеме да монтираме многу потешки плочи, односно многу потежок систем со многу поголема одговорност во планирање, изведба и контрола. Шрафовите, доколку имате искуство со нашите системи, знаете дека постои поширока палета на шрафови со различни својства, ќе ги поминеме набрзо во еден од слайдовите, и поширока палета на врзни материјали кои што се произведуваат под истиот стандард 13965, како и плафоните во европските стандарди. Дополнително, значи системот нема да биде целосен ако не се изфугира со соодветна фугмаса, ќе видиме техники, ќе видиме правилна изведба. Споевите на видливите плочи да се избандажираат, да се армираат, односно да се заштитат од евентуално пукање поради X причини. Дихт ленти за намалување на преносот на звучна енергија низ системот и изолацијски материјал. Најчесто во нашите системи се работи со, посебно во регионов, се работи со минерални материјали, стаклена волна или камена волна, во зависност од својствата кои што треба да ги исполни, а тие својства ги има доста. Ајде, најважно, уште при самото планирање на системите, едно од најважните својства, ако не и најважно, е висината. Вчера во еден објект во Велес започнавме работа над зид со висина од 13 метри и 90 минути против пожарност во самиот систем. Значи, благодарение на сувата градба, веќе овие висини 15, па и над 15 метри, веќе не се толку комплицирани како со традиционалните системи. Кога се работи за противпожарноста, Македонија работи на нов правилник за противпожарност, па инженерскиот свет набрзо ќе ги запознае убаво овие букви. Значи, изолацијската моќ, интегритетот на зидот, носивоста, со помош на сувомонтажните системи, сите конструктивни елементи може да се заштитат од 30 до над 240 минути против пожарна заштита, употребувајќи материјали од две различни класи. Ова се вика реакција на пожар, односно како материјалот се однесува при опожарување. КНАУ системите за сува градба имаат две категории на отпорност на пожар. Целиот монтажен материјал и профилите се нормално А1 категорија, односно материјали кои што не горат и не шират, не помагаат пожар, и плочите, во семејството на плочи имаме плочи и со А1 категорија на негоривост, како што се фајбер плочите, како што е цементната плоча, а сите стандардни плочи кои што имаат картон околу гипсеното јадро се од категорија А2S1D0. Кратко, што значи А2S1D0? А2, за разлика од А1, во себе содржи под 8% органска материја. Во случајот на нашите плочи тоа е хартијата во обвивката. И S1 и D0 се најниски категории на smoke, односно на димење во случај на пожар, и drops, односно прскање и ослободување на парчиња во случај на пожар. Звучната изолација од некоја минимална 42 децибели до системи со над 85 децибели. Три нивоа, кои што веќе ги спомнав: суви простории, влажни простории, мокри простории. Ќе видиме понатаму што значи тоа. И понатаму специјални системи за заштита од провали, заштита од рентгенско зрачење, заштита од пропукување. Ова се веќе материјали кои што можете да ги погледнете во еден наш претходен вебинар, достапен на YouTube, кој што се вика КНАУ системи за безбедност. Кратко, што значи суво, мокро, влажно? Сува просторија на сите не е јасно. Дневна соба, спална соба, тоа е просторија во која што не се случува никаков циклус на мокрење. Во такви простории препорачуваме употреба на стандардни, неимпрегнирани плочи, значи обична противпожарна Sonigward. Се користи стандарден, неимпрегнирана смеша за исполна, Фугенфилер или Унифлот, и се користат стандардни C2 профили. Влажни простории се, имаме една убава слика, а тоа е во купатила. Тоа што е влажно
во повеќе семинари и вебинари сме зборале, затоа што во текот на денот може да има неколку циклуси на мокрење, меѓутоа после секој циклус, после 15-20 минути, повторно се стабилизира влагата на стандардни 40, 50, 60%. Значи, тоа се купатила, тоалети, бањи, тоа се влажни простории во кои што користиме импрегнирани плочи, стандардно импрегнирана, противпожарна импрегнирана, диамант или видивол, се користат импрегнирани смеши за исполна и се користат стандардни C2 профили. И највисокото ниво на влажност се така на македонски мокри простории, тоа се простории каде што има големо испарување, каде што има со времето 100% релативна влажност на воздухот, тоа се агресивни средини кои што влијаат и на плочата и на целиот систем. Затоа, во таков случај, препорачуваме употреба на аквапанел, цементна плоча, со цементна смеша за исполна, аквапанел шпахтел и со C3, видите оној црни профили кои што ги спомнавме, ги покажавме преска. Тоа е цел систем кој што е целосно водоотпорен. Значи, дури и шрафовите, стандардните SN или SB, ако се работи за алуминиумска подконструкција, дури тие имаат многу повисоки нивоа на антикорозивна заштита. Да се вратиме на техничките листови. На техничките листови е еден тип на каталог во кој што во секој време, дали е PDF или е хартиена верзија, hard copy, ви се достапни сите основни својства на еден кнаф преграден зид. Да речеме, во стандарден технички лист може да ги најдете звучната изолација, противпожарната заштита, термичката изолација, нивото на импрегнација, максималните висини, ширините за да си ги планирате во проекти, колку може да носи системот, точкаст или конзолен товар и специјални системи, нормално во специјални технички листови. Еве како изгледа низ таков технички лист. Еве го V112 зидот, кој што со 7,5 конструкција има дебелина од 125 мм, со различни типови на плочи, ова се 4 различни класи на плочи, може да постигне звучна изолација од 53 до 63 децибели, има термичка и со минимум 5 см минерална волна во внатрешноста постига термичка изолација од 0,5 вати на метар квадратен Келвин. Ова е вториот лист од техничкиот лист, втората страна, каде што јасно се декларирани противпожарностите. Истиот систем, V112, со стандардни противпожарни или со диамант плочи, со 4-12 типолки, односно по двете страни, постигнува 90 минути или доколку употребиме DF15 плоча или диамант 15, 2.15 и носат 120 минути противпожарна заштита. Дури во техничкиот лист се цитирани и атестите, ова е повеќе за мене информација, секогаш да знам кој атест на ваше барање да го издадам, затоа што атестот и документацијата на овие системи е највисокиот сведок за квалитетот и за безбедноста на системите. Безбедноста и во проектирањето и во контролата. Ова е дел од статиката, преска го покажав, значи многу лесно се чита максималната висина на системот V112. Од минималната 4 метри кога се користи CVPS на 62,5 см до максимални 10 метри кога се користи со CV100 на двојно помало меѓурастрание. Ке го исклучам звукот да ги пуштаме на убаво видео, а додека го коментирам видеова, ке следам да не случајно има некаква примедба, не слушате, не гледате. Се гледа видео? Фала, Елена. Ке прескокнам деловите каде што се материјалите, затоа што да сега ги зборевме. Еве монтажата и ќе ви обрнам внимание на некои многу важни елементи за постигнување на сите својства кои што до сега ги зборевме. Поставувањето е мање више ствар на искуството на монтерите. Некој го прави со метро, некој го прави со ласер, некој го прави со било какви мануелни или дигитални алатки и неизбежниот обоен конец кој што ќе постави на соката на зидот. Ова е интересен систем во кој што треба да се гради и врата. Еве го профилот, совршено рамниот UV профил, кој што се крои по мерка,
во овој случај на овој италијански фраер со некаква електрична алатка, прецизна и брза. Пардон. Ова е дих траката која што му помага на системот да задихтува на местото каде што е поставен. Зошто е важно да се постави? Затоа што без него сите вибрации од подот се префрлаат во зидот и ја намалуваат звучната изолација. Во системов се користи, приметивте, еден елемент кој што го викаме ударна типла. Тоа е метален шраф со пластична типла, која што го зацврстува профилот на носечката конструкција и еве како се зацврстува. Во него се одат профилите, се проверува нормално вертикалноста и во зависност од позицијата тие се штанцаат со така наречена штанц клешта. Веќе на овој зид му е зададен, му се фиксирани периметралните профили. Нормално се проверува правоаголноста за да не дојде после до искривување на гипсената облога. И веќе на 60 или на 62,5 во зависност од типот на плочата, по стандардот имаме 120 и 125, македонските плочи се 125 затоа што го почитуваат DIN модулот од 62,5 см, се поставуваат плочите, односно профилите по потреба и во зависност од сеизмичките карактеристики на крајот кај што се вградува и се штанцаат. Се проверува осното растојание, конструкцијата е завршена. Ова е една многу интересна финта. Ово што го прави сега човеков е дел од техниката на фугирање. Ова не е можеби во камен исклесано правило за кнаов системите, меѓутоа ова е една многу интересна финта која што ја користат искусните фугирачи. Видовте дека постави на трака кој се вика тремфикс, тоа е малтане како селотейп, како широп селотейп изгледа. Ќе видите зошто го користи. Како ја крои плочата. Кога ќе постави плочата сега покрај зидот, плочата налегнува на тој широк, во интерес на муабетов, селотейп да го наречам. Кога ќе заврши со фугирање и соглетување, ќе го отсече вишок од селотейп кој што останал над зидот на нула и со тоа што напил монтерот една многу јака инженерска финта, тоа е еден контролиран спој во кој што плочата лизга, ете приметувате, гледате како е лежи на селотейпот, односно на тремфикс траката. Ова е контролиран спој, односно контролирана пукнатина. Ова нема спој помеѓу овие два материјали, затоа што и како надзори знаете дека во градежништвото два материјали под различен нагол, колку сака нека се сродни, не може да се врзат. Значи ова е убава финта како да се направи така наречен контролирана пукнатина. Германците викаат пукнатина со ширина на влакно, затоа што реално голо око тоа не може да го примете, а имате еден убав клизен спој по кој што не може да се случи понатамошно пукање на плочите. Оди со вториот слој на плочи, повторно ги обработува. Вториот слој на плочи дури по-квалитетно се обработува затоа што ова е видливиот спој. Ова е спојот кој што ќе биде видлив на крајот на изведениот зид. Во понатамошните слайдови ќе збориме за растојанието на шрафење, типовите на фугирање. Го изфугирав внатрешниот спој во меѓувреме, тоа е скратен дел од видео, затоа што италијаните имаат убави видеа за фугирање надвор од ова. Зидот е веќе готов. Исполнува со минерална волна, во овој случај камена. Многу, кога гледам видео, секогаш ме потсеќа на еден инцидент од пред 10-15 години. Како архитекти приметивте дека овој направи некој зид кој што и нема некоја функција, направи некој параван. Меѓутоа, доколку не го стави изолацијскиот материјал и не ја стави дих траката околу профилите, ако остане оваа шуплина празна,
добива резонантна кутија, односно голема харфа, голема гитара, и ни се случувало во Македонија на неколку пати човек што направил дома шанг, не ставил дих трака и не ставил минерална волна, да добие шпиунски уред со кој што ги прислушкува комшиите одоздола. Ова ќе го скокнам, затоа што едноставно таа кутија е шуплива. Ова ќе го скокнам, ево го исполната на шафовите, исполната на фугите, со бандажна трака која што се приметува, и ова е правилно изведен кнаов зид. Значи, дих трака, исполна на прв слој, поквалитетна, попедантна и бандажирана исполна на втор слој, односно на видлив слој, и многу пазење. Еве го што го зборев преска. Значи, еве го вишокот целотейп се гледа како, односно тремфикс како штрчи. Еве го мајсторот како грубо ја ги поправа фугите, веќе исушени. Поминува со втора рака фугирање, пошироко, 16 сантиметарско фугирање, ќе го спомнеме и понатаму. Мислам дека во вториот вебинар имам малце повеќе за фугирањето. Зидот е готов. Еве го отсекувањето по исушувањето на фугата, еве како го отсекува вишокот тремфикс трака, и имате совршено невидлива пукнатина која што механички ви помага секогаш да имате цврт зид. Важни детали на изведба. Во проектирање во изведба, особено на повисоки системи, секогаш консултирајте ги кнаов системите. Посебно за висината. При самото проектирање кој употребен систем, односно која минимална дебелина на зидот ги задоволува тие висини. Максималната висина на зидот е содејство помеѓу типот на профил и типот на плоча. Ќе видиме како. Пример, работите трговски центар, некаков, во кој што висината на V112 зидот треба да биде 4 метри. Во техничкиот лист има две подрачја на примена. Подрачје на примена 1 е подрачје на примена каде нема многу движење на луѓе и опрема. Значи, хотели, стамбени објекти. Подрачје на примена 2 се објекти каде што има повеќе вибрации, односно повеќе фреквенции на луѓе и опрема. Тука припаѓа нормално и трговскиот центар како тип на објект. И ќе видите дека ова можете да го постигнете со три варијанти. Варијанта со CV50 поставена на 31,25 меѓу растојание, значи ова е зид со дебелина од 10 см. Може да го поставите, да го направите со CV75 конструкција на 41,7, тоа е зид со дебелина од 12,5 см, или на крај можете го изведете со зид со CV100 конструкција на 62,5, значи гледате три различни густини на профили за постигнување на истите 4 метри максимална висина. Значи, како проектант ќе видите дали ви е важен просторот, доколку нето просторот ви е важен, ќе си го изберете системот со погуста конструкција, со 10 см, наместо оној со поретка конструкција 15 см, и во проектот ќе добиете плюс 5 см, не на штета на висината, значи без никаков компромис со висината на системот. Мала анимација, принципи на повлачување, што видовме? Ќе го вратам малце назад. Значи, овие две линии се UV профилите, каде во внатрешноста на 62,5 ги поставуваме челичните профили. Можеме да почнеме од било која страна, секогаш најчесто на 62,5 или на 31,25 и на 41,7. На крај, доколку се случи ова, сме живи и здрави, мора да биде овој растер 62,5 за крајот на плочата да има каде да легне и да изфугираме. Просторот се исполнува со волна и се почнува со шрафење на плочите. Првата плоча, остатокот од втората. Па доле почнуваме со остатокот од втората плоча. Цик-цак со провлекување, значи нема растур, се употребуваат остатоците од плочите, за да се постигне до некој разумен растур на објект 5 до 6 до 7%. Се шрафи
ќе збориме набрзо и за густината на шрафовите, која ќе за надзор се исполнуваат фугите, вертикалните, хоризонталните, страничните, се исполнуваат шрафчињата и се почнува со вториот слој. Вториот слој се работи со промакнување од еден профил, ќе видиме уште еднаш како. На истиот принцип се редат плочите со планирање на расторот, се шрафат со погусто растојание на шрафови, повторно фугирање и на крај глетување на зидот. И кречење нормално. Најважно, ова се две плочи во првиот слој, ова се две плочи во вториот слој. Секогаш треба да се пази во сите насоки плочите се разминат минимум по 25 см. Ова е многу важно за цврстината на зидот, односно на отпорноста на и гибањето, значи цврстината на гибот, а на крајот на денот и на отпорноста на фугирање. Меѓу првиот и вториот слој плочите да се разминат за еден профил. Значи овде може да е 62,5, која би бил 41,7 би се разминале за една третина плочите, меѓутоа секогаш за минимум за еден профил да се разминат. Шрафовите. Секогаш видливата плоча, значи последната плоча. Зашто викам видлива? Затоа што некогаш се работи за систем V111 со една плоча, некогаш се работи за V112 со 2, V113 со 3. Сега имавме едно видео од луксузот во Дубај, на една многу интересна зграда која што треба да ја пуштиме набрзо, со ќе сруши светски рекорд за најголема конзола во свет. Имаме зид кој што има 6 плочи. Значи 6 од една страна, 6 од друга страна. Високиот луксуз на живот во Дубај налага и луксуз во градењето, во звучната, во изолација, во комфорот. Значи последната плоча која што се гледа, секогаш шрафовите во неа се ставаат на 25 см. Вториот слој, натрешниот, под него, тоа растојание се удвојува, значи на 50 см се поставуваат шрафовите, доколку има евентуално трет слој во системот 213, во најдолниот слој шрафовите одат на 75 см. Така да, ова е многу важно при контрола. Кога збориме за шрафови, морам да ги спомнам и типовите на шрафови. Ова се најчестите така наречени брзи шрафови за стандардно шрафење на гипсени плочи на стандардна каналов конструкција. Има со различна должина, 25 метри, 35, 45, 55, 70, 90 има. Што е важно? Како се бира шраф? Секогаш шрафот, должината на шрафот, треба да биде 10 мм подолга од вкупната дебелина на гипсената облага. Пример, работиме систем V113. Секоја страна има по 3 плочи од по 12,5 мм. 3 по 12,5 е 37,5. Дали може да помине 45-ка? 45-ка не може, затоа што вкупно е 37,5 плюс 10, 47,5. 45-ка не може, правилен избор на шраф е 55 мм шраф. Дополнително за шрафовите. Имаме шрафови со различна должина, спомнавме. Имаме шрафови за различна основа. Шрафовите кои што се за стандардни профили со дебелина од 0,6 до 0,7 мм се со остар врв, како што е да речеме ТН шрафот, еве го. Ако е за подебел лим до 3 мм, тоа се оние УА профили или челична конструкција, врвот има со бор шпиц, така наречен, или бор машинс, како да го наречам, оној за саморезен врв, кој што му помага на шрафот да влезе во профилот. Преска ги поделивме според тип на антикорозија, црните шрафови се за внатрешна употреба, златните се за надворешна употреба. И на крај имаме типови на шрафови според материјалите за спојување. Пример, сите шрафови кои што се за гипс имаат глава во облик на труба. Иначе зборот труба, односно тромпета на италијански или тромпет на германски е името на шрафот. Привидевте дека шрафот се вика ТН, значи обликот на главата е Т. Чим видите, односно како труба. Чим видите шраф со глава како труба, тоа е за гипс. Овој шраф кој што овде се гледа, ова е LN шраф, со кој што се врзува, да речеме, челик со челик. Пример, директен држач, ќе го видиме понатаму кај плафоните, кај зидните облоги следниот пат. Тој директниот држач со профилот. Доколку се употреби не е соодветен, ми се случувало мајсторот во брзање, наместо со ваков шраф за врзување на челик со челик,
тој елемент да го врзе со шрав за гипс. Спојот не е цврст и во случај на притисок знае тк да прави, да вади дури и звук, таа несигурна врска. Ова се важните детали за изведба кои што ги имаме и во техничките листови. Значи, еве дихтраката, различно може да биде дихтрака, може да биде кит изолацијски, многу е важно да се постави, многу е важно да се постави фуген филер на спојот помеѓу зидовите. Еве го тремфиксот траката која што ја зборевме. Дихтрака горе, дихтрака доле. Пластична ударна типла, К6/35. Ова се појачување за вратно крило. Ќе видиме понатаму како се монтира вратно крило да биде цврсто. И техничките листови изобилуваат со можности на изведба на вакви споеви. Т-спој над зидови, Л-ќоше, внатрешно, надворешно. Има секакви, има минимум по 2 до 3 типови на детали, во зависност од тоа дали треба да се одржи звучната изолација против пожарноста. Во принцип, ова е најчестата изведба на Т-спој над зид. Сето ова го правиме во корист на звучната изолација, затоа што од атестот за звучна изолација до реално измерената бројка падот, тој пад може да се намали само со правилно планирање и контрола на изведбата. За кај системи со повисока звучна изолација, како што е овој V115 зид, гледате дека веќе има две конструкции. Ова е систем со намалена статика, додека системот 212 може да оди до 12, 13, 15 метри во некои случаи. Ова е систем кој што има помали максимални висини. Зошто? Затоа што ова не е двострано зашафен зид. Гледате дека со ова малтене две зидни облоги грб со грб свртени. Заради одржување на таа висока звучна изолација, овие две конструкции не смеат да се допираат, односно не смее да има звучен мост помеѓу нив, затоа двете конструкции ги одделуваме со парчиња дихтрака, или едноставно овие конструкции ќе се постават на поголемо растојание меѓу себе и ќе дадат така наречен инсталацијски зид. Детална изведба на врата. Многу често прашање, дури и последниве 3 дена добив неколку вакви прашања на Вибер. Како се поставува врата на кнаов зид? Ова се две можности на поставување на врата на кнаов зид. Ќе го покажам како изгледа и во живо. Нивниот случај постојат 3 фактори кои што ќе ви решат дали ќе се оди со одвојување на стандардни профили или воведување на носив 2 милиметарски челичен профил. Прво, катната висина. Доколку катната висина, значи од под до плафон е помало од 2,80, секое вратно крило се става со удвоени профили CV. Тоа се стандардните профили кои што се ставаат во стандардните системи. Доколку висината е поголема од 2,80, препорака е да се работи со сите вратни крила да се работат со појачување од UA профил. Ширината на вратното крило. Нормално, кога се отвори вратата, си прави конзолен товар. Секое вратно крило помало од 90 см може да се изведе со CV-UV. Секое вратно крило пошироко од 90 см дава многу голем момент над зидот, има тенденција да го свие и затоа се стави појачување од UA профил. И на крај, тежината на вратното крило. Вратни крила полесни од 25 кг. Тоа се реално да бидеме оние најстандардниве врати кои што се користат во станоградба малтене. Значи 100-150 евра монтирано, тоа е лесна врата, лесно дрво фурнирано, без некоја посебна исполна, може со CV-UV, потешки врати од 25 кг со UA. И тоа како? Значи врати полесни од 25 кг, вратното крило се поставува на CV-UV. Од 25 до 50 кг со појачување од UA 50 профил, од 50 до 75 UA 75 и до 100 кг UA 100. Што значи тоа UA 100? На момент ќе го прекинам екранот. Еве како изгледа тој профил. Значи ова е носив профил, не е 0,6 како стандардните профили. Ова е профил кој што има дебелина од 2 мм, 0,2 см
и профил кој што во доле во плочата и горе во меѓукатната конструкција се фаќа со така наречени прифатни винкли, еве како изгледа тоа, и ова е носив елемент кој што ќе видиме во презентацијата, освен кај тешки врати се поставува и кај било кој други типови на конзолни товари. Се враќаме на видеото. Еве како се поставува. Значи, после ова има исто така една лесна анимација, да видите како се изведува, само да го префрлам. Еве да видите како точно се изведува вратно крило. Значи, еве го ритамот на профилите 62,5. Еве еден профил, еве го вториот профил на 62,5, еве го третиот профил на 62,5, четвртиот, петиот, и на местото каде што по проект стои врата, се поставува тоа појачување. И денеска и вчера имав по едно прашање како се наплаќа вратен отвор, односно во предмер, како дали се изфрлаат или не количините, не се изфрлаат баш заради тоа вратни отвори до 2,5 квадрати не се отфрлаат, не се отфрла површината, затоа што ќе видите колку кроење има во овој систем. Еве еден преграден зид, еве го ритамот 62,5 на профилите, културно, педантно на 62,5, и сега сосема случајно во проектот се погодува овде дека треба да се постави вратното крило, значи не се нарушува ритамот, се поставува појачувањето, нормално профилот се крати уште на почетокот. Се задржува ритамот од 62,5 на кој што ќе се шафат плочите и таа зидна површина си добива цврстина и носивост. Истото се користи и со шибер вратите, кои ги знаем нашите шибер врати, Knauf Pocket Kit, која што е многу практичен елемент во сувомонтажните системи, посебно за позиции каде што не е потребна некоја врвна звучна изолација на системот. Знаете каде се оди шибер врата. Инсталацијски зид 216, тоа е зид кој што има дупла подконструкција и кој што има простор помеѓу тие две конструкции. Ова е простор во кој што во проектите и во објектите поминуваат инсталации. Доводна вода, одводна вода, вентилации, скриени казанчиња, се што влага во еден модерен објект. Што е важно во нив? Преска кај V115-ката спомнав дека ова не е зид како V112-ката, туку е всушност тоа се две зидни облоги грб со грб свртени. Затоа, за да ја постигнеме статиката на системот 212, помеѓу овие профили се фаќаат со парчиња од гипсена плоча. Гипсената плоча треба да биде широка колку што е нормално просторот помеѓу овие два профили, плюс 5-6 сантима да се фати на профилот, и треба да биде висок минимум 30 сантиметри. Еве како се изведува тоа. Еве како изгледа без гипсената облага од двете страни, еве како изгледа тоа појачување за инсталацијски зид. Ова е еден интересен детал кој што често го има во купатило за изведба на ниши. Значи ова и не само ниши, туку ова е зид кој што доаѓа, да речеме, помеѓу две соби, а полека во делот кај купатилото се претвара во инсталацијски зид за овде да се скрие некакво казанче, а да не биде онаа кутија непрактична околу казанчето. Значи вака се изведува собирање на зид. Ваков детал е и истенчувањето на зидот. Ова е еден интересен детал кој што може да го примените во многу често го има во последно време, ова е обично во згради, без разлика дали е хотел или деловна зграда каде што фасадата е целосно стаклена. Целосно стаклена, убаво се испланира Knauf зидот да заврши во штокот, односно во оние фиксни делови на прозорите. Има начин како тој зид да се изведе со соодветни материјали и детали, да не се намали ниту звучната, ниту противпожарната заштита, а повторно да не се изведе некој неможен спој со прозорот кој што ќе се гледа од надвор. Кога сме кај инсталацијски зидови, не можеме да не спомнеме елементи кои што нормално се фиксираат на Knauf зидови, ги подели во точкасти товари и конзолни товари. Односно, точкасти товари, батерии, туш батерии, славини,
и не знам помали товари, помали мијалници можеби, и конзолни елементи и бойлери. Ќе ги видиме како се изведуваат. Батериите и малите товари си имаат своји фабрички или кнауфови траверзи за појачување, додека конзолните елементи и поголемите товари, без разлика дали се конзолни или точкасти, си имаат соодветна така наречена универзална траверза, која што е од импрегнирана иверица, која што се поставува на местото каде што се чекува тој товар. Ќе видиме понатаму кој тип на товари се тоа. Модерното градежништво во нашите ѕидови крие многу инсталации, така да секогаш имајте ги во предвид и кнауф ревизиските отвори. Тоа се ревизиски отвори кои што во себе имаат секогаш се направени од противпожарна и импрегнирана плоча, тоа е најчесто диамант плоча, која што дополнително може да се поплочи. Видовте овој пример, значи ова е едно купатило со така малка ретро плочка пред 15 на 20 години, која што убаво ги крие сите инсталации во себе без компромис со изгледот. Имаме различни типови и големини на ревизиски отвори, стандардните се од 20 на 20 до 60 на 60, така да има соодветни детали и за изведба на плафони. Ке видите понатаму во плафоните, долната конструкција секогаш е на 50, меѓутоа во тие модули 50 на 100, секогаш има начин како да се изведе и поголем ревизиски отвор. Многу често прашање во изведба на кнауф системи. Рековме пренеска ѕидови имаме и до 13 метри. Нормално нека на објект не можеме да донесеме профил од 13 метри. Сега правиме еден интересен објект во Скопска Тафталиџа. Правиме 9 метарски ѕид помеѓу два стана, 9 метарски ѕид каде што носиме 4 метарски профили и 3 такви профили спојуваме за да ги постигнеме тие 9 метри. Како? Ова се 3 варијанти на спојување на профилите со просто навлегување еден во друг. Приметивте минатиот пат на првото во првите слайдови дека се во милиметри тоа си одговара и еден C профил многу лесно влегува во друг C профил и се прави еден убав кутиест спој, кутиест профил кој што функционира без никакви појачувања. Значи или лице со лице, или со еден додаден профил, значи два профили ставени еден до друг и врзани со парче трет профил, или два профила еден до друг врзани со парче UV и дополнително зашрафени преку гипсената облака. Што е важно да се знае, доколку се работи со CV50, минималниот преклоп треба да биде во овој случај 50, а во овој случај 2 пати по 50. Ако се работи за 75 профил, 75 или 2 пати по 75 на овие две варијанти, и доколку се работи со профил CV100, преклопот треба да биде 100 или 2 пати по 100 доколку се овие две варијанти. Значи имајте го ова во предвид секогаш кога ќе видите поголем ѕид. Ова е еден од најважните детали кои што ќе овозможи озбилен спој, односно спој кој што ќе трае. Мене ми вика дека следниот слайд ни вика кафе пауза. Се гледаме назад во 3 часот и неколку минути. Фала ви. Доколку имате прашање, слободно пишувајте во private chat или во public chat, ќе ги одговориме на вториот дел.
Тука сме, се слушаме. Си допунивте кафе? Јас си напунив кафе и се гледаме назад. Дали се слушаме, дали се читаме? Нека напише некој, да сум сигурен. Супер. Супер. Само да го видам ова. Ова прашање ми го поставија една минута пред да го почнам вебинаров. Изведба кошулицата па кнаов зидот или кнаов зидот па кошулицата. Во принцип, двете варијанти се можни. Не постои грешна, но секогаш укажувам на две предности или можеби маани на двете варијанти. Ова варијанта лево, варијантата значи кошулица под зид, во принцип е доста функционална кога имате простор кој што често се реновира. Значи простор каде што често се менува позицијата на зидот. Секогаш го земам за пример, ќе го познавам Бојан од Систина, архитектот. Систина многу често, многу динамичен простор и нон-стоп менуваат некои ординации, некои лаборатории и кај нив скоро сите зидови се изведени на кошулица. Што е маната на ова решение? Маната што ова е звучен мост. Единичната кошулица е звучен мост по кој што особено ударниот звук многу брзо патува. Помага кога кошулицата при самата изведба, кога знаеме каде е зидот, точно под зидот таа кошулица се прекина, односно се засече, меѓутоа во секој случај овој систем има намалена звучна изолација. Зидовите што се изведуваат до меѓукатна конструкција, па кога покрај нив се изведува кошулка со пливачко својство, нели со изолација и од долната страна и покрај зидот, нормално ќе има многу подобра звучна изолација. Сега нормално во случај на реновирање, ако се менува позицијата на зидот, ова ќе се појави една дупка која што ќе треба да се исполни. Истата финта во горниот дел на зидот. Често поставувано прашање дали иде спуштен плафон под зид или зид па спуштен плафон. Исто, не е грешка, секој решение е можно. Ова е најтрадиционалното, нормално од зидот до сечката горе, па плафонот евентуално да удри во него. Втората опција која што е многу практична, во последниве години изведовме доста деловни објекти каде што е спуштен плафонот заради инсталации горе, а после доаѓаат нови корисници на кираџи на просторот, па стај ми овде зид. Нормално нека може и така да се изведе, ги има тие детали и во техничките листови за плафони и во техничките листови за зидови. Повторно, овде има доста намалена звучна изолација, затоа што ви овдека може да ставите доста појак зид, диамант плоча, соникборд плоча, овде може да добиете зид од 50, 60, 70 децибели, а плафонот доста голем дел од таа звучна изолација ќе ви ја намалува. Иако постои цела низа на решенија кои што ви нуди локално, дури во текот на изведба понатаму или во текот на
вселување на корисниците, на некој начин над тој зид да се изведе дали продолжена минерална волна, дали некој фасонско елементче вака, да се врати колку толку звучната изолација во системот. Многу често прашање, кој што делумно го одговоривме преска со објаснување на начинот на фугирање на спојот зид плафон. Значи ова се можни решенија со ПП, со изолација, без ПП, без изолација, за одржување на и прво на правилен спој, второ на одржување на звучната изолација, можеби термичката во овој детал. Значи гледате како се изведува со противпожарна заштита, многу детали се во игра. Најгениалниот детал е можеби она засенчена фуга, значи тоа е овој детал каде што може да се изведе со лајсна или без лајсна, овој детал и овој детал овде. Ова е една многу популарен во последно време начин на изведба на споевите. Некој дури става и осветлување во тој спој. Германците го викаат шаден фуга, значи пустив прозоров малце, пардон. Се извинувам, ова во YouTube верзијата ќе биде скратено. Значи гениален начин и да се добие една уникатност, знаете како дематериализиране плафонот како да лепди, а од друга страна избегнувате евентуални пукнатини на приследен земјотрес. Еве како изгледа без светло. Баш пред час и пол од прилика добив барање за еден објект во Охрид вака. Многу интересно решение. Секогаш на споевите зборуваме за одржување на звучната изолација. Ако се вратите на вебинарот за звучна изолација кој што одамна е поставен што пред 3-4 години на YouTube, ќе видите зошто каква е разликата меѓу атестот, односно звучната изолација декларирана во атестот, односно во техничкиот лист на производителот, кој да е, и звучната изолација реално измерена на лице место на објект. Таа разлика може да биде 3, 5, 10 децибели, а колкава ќе биде највише влијаат вакви локални, што ги наречеме оштетувања на зидот. Значи ова е една најобична електрокутија која што на зид може да му одземе 2 до 3 децибели, доколку не сакаме да ги изгубиме и тие 2-3 децибели, има вакви фасонски решенија како да се постави погуста волна позади него или парче гипсена плоча. Ова е доколку сериозно се вложува во звучната изолација во тој простор. Во пракса тоа се премали оштетувања, тоа се локални точкасти оштетувања кои што незначително влијаат на звучната изолација, особено кога во тој зид има и врата. Вратата, како вида е квалитет, секогаш е доста со пониска звучна изолација дел на зидот. Затоа викам дека овие мали оштетувања незначително влијаат. Дилатација. Најчесто прашање, иако во принцип можеби не доволно ме прашуваат мајсторите и инженерите за дилатација, ако земеме на кои све места мора да се испланира дилатација во гипсените системи. Значи дилатација на зид, плафон и зидна облага мора да се предвиди на местата каде што се конструктивните дилатации на објектот. Значи на тоа место, на таа линија мора да се прекинат сите кнаов системи. Мора да се постави дилатација во кнаов површините, односно во гипсените површини подолги од 15 метри. Значи тоа се ходници, коридори, тоа се големи сали, големи хали, дали се тавани, дали се зидови, мора да се предвиди. И на позиции со големи контракции на ширини или висини. Што значи тоа? Имаме иста висина на плафонот, да речеме, ама прво има еден ходник и после тој ходник одма се отвара во сала широка 15 метри, пример. Значи од ходникот широк 120 см се отвара плафон широк 10 метри. На местото каде што ходникот го допира се претвора, тоест во голем простор, тука мора да се предвиди ревизија. Како се прави тоа? Кај зидовите тоа може да биде со некаква дополнителна лајсна. По светот има повеќе производители на вакви лајсни, помалку или повеќе декоративни.
Меѓутоа, во гипсот ова значи прекин на целокупниот состав на зидот. Еве го овој детал, кој што би можеби најтипичен за изгледа. Гледате дека ова е еден дел на зидот, еве го, а ова од оваа страна е скроз друг дел од зидот. Значи, ниту еден шраф на ниедно место не го фиксира левиот и десниот дел на зидот. Ова А растојание треба да биде помало или еднакво на 30 мм, меѓутоа ова често може да се често зависи и од да речеме инженерските пресметки на објектот. Ова е една изведба која што е практична, лесна, меѓутоа прави компромис со звучната изолација и со противпожарноста. Има системи кои што тоа не го прават. Гледате дека ова е систем 212 со 4 плочи, 2 со 2, меѓутоа во интерес на звучната и на противпожарната заштита, натре се воведува еден интересно потреба на помал профил и парчиња од гипсени плочи. Значи во било кој пресек, каде да го пресетечете овој систем, во било кој пресек има минимум 4 плочи противпожарни, така да ова е систем кој што не прави компромис ни со звучната, ни со противпожарната заштита. Сите хотели во последниве 30 години во Македонија имаат вакви дилатации во своите зидови. Ова се различни системи, типови дилатации. Верувајте дека секоја екипа мајсторска вака може би ви звучи и ви изгледа многу пипаво или ви изгледа неможно дека македонски мајстор да го направи, може да го направи. Меѓутоа, верувајте, сите објекти и одговорни каде што сме ги работеле и кои што малтене по дефиниција ги работи сериозна екипа, овие дилатации се изведени. Еве една убава дилатација на место каде што се менува тип на материјал, значи имаме некаков масивен зид, каде што бил изведен систем на лепење на гипсени плочи и од каде што продолжува В112, доколку конструктивната дилатација е тука, има и вакви дополнителни, да ги наречам кастом детали кои што се изведуваат и го задржуваат мобилноста. Архитектите не прават само рамни зидови, прават и свиени форми. Секоја гипсена плоча си има свој минимален радиус кој што може да се изведе, со тоа што имаме два типа на изведување. Едното е, ова се радиуси за суво виткање, значи цела плоча може да се витка до радиус од 3 метри, или штрајфни од по 30 сантима за да се постигне радиус од 1 метар. Ова е сувото виткање. Исто така постои така наречено мокро виткање. Ова се изведува на претходно изработен шаблон со лакот на свиткување. Плочата се перфорира со специјална алатка, како ваљак за кречење, со многу клинчиња на него, значи еже го викаме, ја перфорираме, ја мокриме со големи сунгери вода. Гипсената плоча, јадрото на гипсената плоча повторно се претвара во она гипсена смеса, што професионално ја викаме слари, или она кал малтене, ја легнуваме, лесно се витка, ја легнуваме на шаблонот, после 24 часа природно си ја враќа водата во атмосферата и останува свиткана во формата која што сме ја дале. Ова реално многу ретко се изведува, затоа што мајсторите имаат и своји тертипи на работа, ги засекуваат плочите и никој во последниве 20 години никој нема време да чека 24 часа ваква плоча да се свитка. Секако начинот на свиткување доаѓа и со свој распоред на профили. Значи профилите, CV профилите е потребно растојанието да им се намали до 30 см. Нормално таа кривина, доколку е суво виткање, има тенденција да се исправи, профилите треба да се згуснат за тој профил да таа кривина да остане трајно во таа форма. Товари. Многу често прашање, особено од крајниот корисник, значи од како инвеститорот ќе му го продаде просторот, нормално на следно реновирање треба нешто да се закачи на зидот. Имаме соодветни начини да обесуваме помали или поголеми точкасти товари и нормално различни класи на конзолни товари. Плочата, колку гипсот и да е мек материјал, секој што бил во Дебар го има слушнато нашиот колега Рефик, како објаснува дека гипсот е од 0,5 до 1 на Мосова скала, значи можеби најмекиот материјал во градежништвото. Секој од вас ќе остане зачуден ако види оваа
типла од 7-8 денари, колку товар може да носи на една точка. Ова е типла за која што имаме атест дека гарантираме дека една типла носи минимум 45 кила на точка, од 40 до 45. Јас сум гледал тестови во Девар кај што ваква типла колабира, односно се чупа од зидот на 180-190 кила. Споредете го со традиционалниве начини на врзување во некаква зидарија, многу помирно се спие со ваква типла. Значи имаме различни типови на типли, имаме пластични и за мене побезбедните метални типли. И имаме во секој технички лист се има начин како се прикачуваат товари. Пример, точкасти товари, многу зависат од каков тип на типла ќе употребите и што е подлогата. Подлогата може да биде една гипсена плоча, две гипсени плочи од било кој тип или една или две диамант плочи. Диамант плочите ви текнува ДФХ2 и Р, значи плоча со цврсто јадро, со цврста површина и за неа многу лесно на една точка со стандардна хартнут типла, тоа на многу специфична пластична типла, да носи на една точка и до 65 кила по атест. Така да ова е дел од секој од стандардните Кнаuf технички листови. За секој зид си има пресметка каков елемент може да се обеси. Ова е најбаналниот случај. Еве еден пример, сакате да обесите висечки елемент кој што е длабок 30 см и кој што е широк, еве оската, еве линијата на ширината, 80 см ширина, 30 см длабочина, еве точката 2, враќаме до оската Y и гледаме дека е во зона на две прицврстни точки. Значи до килажа, значи тука може да се обеси килажа до 50 кила елемент, 50 кила елемент, ниеден елемент не е толку тежок, освен ако не го препуниме со керамика, па и тогаш нема 50 кила, може да се обеси на две прицврстни точки. Точкасто оптоварување, точкасти оптоварување може да бидат помали или поголеми. Поголемите точкасти оптоварувања, како што е мијалникот, иако во негативни сценарија може да се земе мијалникот и како конзолен товар, затоа што човек може сериозно да седне и да го оптовари овој мијалник, може да се смета и за точкасто и за конзолен товар, ќе видиме како. Точкастите товари се ставаат на стандардни профили со појачување од така наречена универзална траверза. Така може да се постави и бойлерот, доколку поголеми конзолни товари, како што е биде, како што е шолја, ова е голем момент, значи човек дури со просечна килажа прави многу силен момент на овој зид, пробува да го свие во облик на буквата С, тој се поставува со оној УА профил кој што преска го покажав. Еве како изгледа УА профилот и каде се вградува. Еве еден интересен случај, вградено казанче, значи ова е вградено казанче, а не во зидот керамички блок да се стави, па со гипс да се опшива. Ова е вистински вградено казанче. Пак ќе кажам, дебелината на вкупната дебелина на овој зид овде не е одлука на Knauf, тука е одлука на типот на казанчето. Обично минимум што сме гледал нови казанчиња се 11 до 14 см, може би некој од вас има информации за потенки, или доколку се грб со грб завртени, како што најчесто се случува во моловите, во трговските центри, многу зависи изведбата на одводот, односно на канализацијата на овие системи. Еве го што реков дека не е вградено казанче, се сеќам. Значи имаме и таква изведба, значи дополнително на веќе изведен зид се става појачување со профили кои што е моментот на казанчето ќе го префрлат на зидот. Меѓутоа и во тој случај треба да се постави појачување. Плафоните. Плафоните не се уште преска одмага дигнав одговорноста за плафоните затоа што стварно не поминува година заради грешки и во изведбата и во надзорот на објектите да не ни се случи некаква хаварија. Лани тоа беше оној паднат плафон во градинка во Карпош, каде што протекол кровот и најлонска фолија исполната со вода, не ја пуштала водата да протече, створила доволжина полумократа или мократа плоча скроз да падне. Значи секогаш имајте ги во предвид овие детали на плафоните. Секој технички лист на Knauf доаѓа со еден ваков график кој што плафоните, гипсените Knauf плафони ги дели на 3 категории. До 30 кила, од 30 до 50 и над 50 кила на метар квадратен.
гледате дека стандардните гипсени плочи, 10-ка не иде во плафон, 12,5, 15, 18, 20 спаѓаат во најниската категорија. Меѓутоа ние имаме системи со 4 слоја на плочи за 120, за пример за 120 минути ПП заштита, 212 типови, 215 гипсени противпожарни плочи, тоа му доаѓа 55 мм гипс по 800 5 по 8, 40 кила скоро со се конструкција и влага, 40 кила на метар квадратен. Значи, секогаш се консултира техничкиот лист и, како што реков преска, имаме можност да комбинираме меѓурастојание на држач со меѓурастојание на горна конструкција и преку оваа табела да го постигнеме системот што го бараме. Пример, бараме плафон кој што има, еве го што го преска што го спомнав. 4 гипсени плочи, 2,12,5 и 2,15, цирка 35 до 40 кила на метар квадратен. Тоа е категорија под 50 кила. Имаме 4 можности тоа да го направиме. Едната од можностите е, значи ова се, ќе вратам назад само уште еднаш. Има 3 параметри А, Б и С. Б се долните профили, односно така наречените монтажни профили. С се така наречените носачки профили, односно горното ниво на конструкција, и А е меѓурастојанието на држачите. Па така можеме да пример да поставиме, еве за да не одиме, за да правиме градбата поекономична, ќе го земеме најширокото дозволено растојание на горната конструкција, долната скоро по дефиниција на 50. Значи долните профили се на 50, горните профили не се на 100, како што е стандардно, тука се на 80 и имаме држач на 70 сантиметри. Со тоа што вика дека се работи за држач со класа на носивост од 0,4 кН. Одма ќе кажам што е тоа. Каков е тој држач? Кнаuf плафоните може да се закачат на носечката конструкција со неколку типа на држачи. Најчесто во пракса го гледате држачот. Во пракса најчесто ги гледате жиците, жица со увце, така го викаме овој елемент овде, значи ова е жица со увце, која што носи 25 кила на метар, не 20 на метар, туку 25 кила на комад. Со овој анкерфикс држач се поставува на профилот и така се обесува плафонот, спуштениот таван на носечката конструкција. Ова е класа на носивост, реков, од 25 кила, односно 0,25 ньютни на точка. Имаме уште два дополнителни врзни елементи. Тоа е директниот држач, кој што најчесто го користиме за зидна облога, меѓутоа се користи и за спуштени плафони. Или и така наречениот нониус држач. Нониус, гледате дека не е жица, туку е малтене мини профилче со дебелина од 1 мм. Овие два елементи имаат носивост од 40 кила на точка, односно 0,4 кН, така да ова се класи на поголема носивост. Се користат за многу тешки плафони и се користат најчесто за плафони во екстериер, каде што влада е ветер и каде што многу често, освен гравитацијата што го влече плафонот надоле, често се случува да турбуленција, да имаме и негативен притисок, односно да го бутка плафонот нагоре. Жицата во плафони во екстериер не игра улога затоа што нема таа носивост во буткање нагоре. Односно, еве жицата со увце и анкерфикс држачот, и еве ги елементите кои овие се со носивост од 25 кила на точка и овие се носивост од 40 кила на точка. Значи, изборот во проектирање и понатаму и во надзор е во зависност од тежината на гипсената плоча и во зависност од потрачјето на примена. Значи, уште еднаш, директен држач и нониус за носивост до 40 кила на точка и жица со увце за носивост до 25 кила на точка. Се враќаме на презентацијата. Еве ги. На лева страна до 25 кила на точка, на десна страна до 40 кила на точка. Значи, ако се вратиме на претходното,
плафонот кој што го земав за пример, може да се изведе само со, еве го таа забелешка, мора да се употреби држач со класа на носивост од 40 кг. Значи, доколку во проектот имате плафон со таа тежина, жица сувце едноставно не поминува. Слободно користете ме, освен овие табели кои што ги имаме декларирано во техничките листови, имам јас и своји интерни табели кои што многу често ги користам на нестандардни распони. Пример, сега имавме еден објект интересен во Охрид, каде што имавме распон кој што на 1,50 м, 1,60 м само можевме да се фатиме. Повторно има можност со згуснување на долните и на горните профили, жиците и на 150 см да бидат, пак да го имаат, односно нонисите, пак да имаат истата носивост. Кога сме више ке плафоните, најчесто прашање, можеби најчесто правена грешка, е неупотребата на системски елементи. Ово што гледате на сликава е неговото височество сидрестиот клин. Ова е единствен елемент кој што е дозволен да носи спуштен плафон во армирано бетонска меѓукатна конструкција. Не пластична типла, затоа што пластиката со време губи од својот волумен, посебно кога ќе ја ставиме, кога ќе ја збрцаме во армиран бетон, каде што владее многу висока пеха, односно базна средина, пластиката со некое темпо ја намалува висината, така да немојте пластична типла во никој случај. Многу голем компромис правите со безбедноста, а во принцип ова е тоа што се случува. Ова е една слика од Македонија, ова е една слика од еден плафон во Македонија, ова е негде 2005-2006 година случајно. Што ми е интересно на оваа слика, колку и да е тажна, се било во ред со плафонов, значи видите колку добро е изфугирано, спојот не е пукнат, меѓутоа една типла пуштила и домино ефект, целиот плафон е спуштен доле. Значи, само неоргански материјали е дозволено да влезат во пеха вредноста на бетонот, така да не правите компромис при контролата на објектите, пластична типла никако. Многу често помалку искусните монтери што прават за тест, ќе го монтира плафонот, ради X причини нема да стави ваква типла, ќе стави пластична типла. Некогаш е заради таа некоја разлика од 3-4 денари по комад, некогаш е ради брзање, некогаш е ради многу причини. Ќе брцнат пластична типла, ќе ја потегне, држи, меѓутоа како што реков, пластиката се собира со време и не е системски елемент. Се случува може да биде за година, за 3, за 5, ќе пушти. Ова се има случајно во хотел Романтик, ова се има случајно во хотел Дрим пред 5 години рамно, во 2017 година и 6. Пред 6 години нема компромис со носечките елементи во КНАОФ системите. Едно видео исто така, нема да биде кратко, меѓутоа ќе биде доста информативно, ќе ги скокнам овие елементи и повторно ќе ви обрнам внимание на неколку важните детали. Повторно дигитална алатка ласер, да се постави нивото на спуштениот плафон. Дих трака на UD профилите, кои што се периметрални профили на плафоните. Еве како ги поставува. Со пластична К6/35 или кај монтерите позната како ударна типла. Тука е дозволена пластична типла, затоа што овдека нема носивост. Ги поставува профилите по периметар. Видовте дека и на нив стави дих трака, значи доколку плафонот во 99% од случаите треба да има некакви очекувања за звучна изолација. Како се монтира сидрестата типла? Сега ќе видите. Сега ќе видите на видео. Зашо прекина? Ево. Значи, доколку е потребна звучна изолација, дих траката на UD профилот е неопходен елемент. Ова се осигурачи за Nonius. Мислам дека вика со директен држач оди на ова. Еве како се монтира сидрестиот лин. Се става во дупката и сега ќе го подчукне. Како го чука, позади се отвара како сидро и веќе ова носи, пак ќе речам по атест носи 40 кг на точка,
по атест, а во пракса мене ме има носено, ја имам 90 кила, скроз сум се обесувал за тест со синџирче, шанса нема да пушти. Не само што дента кога го монтираш, него затоа што е челик, не се собира, вечно ќе држи. Еве ги директните држачи. Ги мери носачките профили, носечките профили кои што се поставуваат на горниот дел од удето. Продолжетоци на местото каде што се спојуваат профилите, да има крута врска. Монтажните профили од долната страна и овде ќе направиме една кратка пауза. Не направив пауза, него прекина видеото, цар. Нема проблем, ќе го најдеме, тука е. Оно што морам да ви го покажам, што е една од најчестите грешки при изведба на КНАОВ системите. Видовте еден интересен елемент, кој што се вика крстаста спојка. Ова е најубав момент да ви покажам зошто сите плафони на КНАОВ имаат двојна подконструкција, горе и доле. Оваа крстаста спојка што ја видевте, тоа изгледа кога не е монтирано, изгледа вака. И ова е спојка која што ги врзува профилите, кои што одат во две нивоа, меѓутоа ги врзува мобилно. Знаете? И таа си има носивост од 40 кг на точка, и таа не им дава можност на профилите да се откачат еден од друг, меѓутоа ги прифаќа сите напрегања на објектот. Тие може да бидат стандард нормална работа на објектот, може да биде земјотрес. Во случај на земјотрес, како да речам најакутно движење на објектот, сите напрегања на системот ги превзема оваа мобилна крстаста спојка и оневозможува видливата површина на гипсените плочи, односно на плафонот, да пукне, да се појави пукнатина. Што се случува во пракса често? Или монтерите користат една конструкција, или ќе користат две, ама дали во моментот немале типле или што, ги ставаат двете и ги фаќаат двете конструкции со шрафче измеѓу. Или погрешно ќе монтираат крстестата спојка, па таа не е мобилна. Значи, оваа мобилност на овие два профила, ова е тоа што го прави системот на спуштен плафон. Ако ова не е мобилна, спуштениот плафон ја нема издржливоста на такви движења. Ситен елемент, меѓутоа многу важен. Еве како го кликнува, има движење, има мобилност, има каде да оди системот. Системот е скоро готов, шрафчиња лим. Осно ги поместува профилите, како што му налага техничкиот лист, крстестата спојка мобилно фатена и ова е совршено изведен КНАОВ систем. Ја ќе ја запрам овде, само да ви укажам зашто не е совршено изведен КНАОВ систем. Искусните надзорни инженери може би го приметија. Позади директниот држач не е поставено парченце дих трака. Значи колегите, мислам дека ова романско видео, колегите од Романија им промакнало тоа деталче. Позади овој директен држач мора да се постави парченце дих трака големо 8 см, ако сакаме да испочитуваме звучната изолација, затоа што секоја ваква крута врска децибелчиња поминуваат низ конструкцијата и ја намалуваат звучната изолација на системот. Еве гипсената облога со истите правила на шрафење, со тоа што ќе видите во следните слайдови густината на шрафовите. Значи и овде се очекува тоа промакнување на плочите и избегнување на крстести спојки, исто како кај зидовите. Ќе видиме во следните слайдови. И плафонот е готов. Еве ги трите можни обесувања. Директен држач, жица за увце и нониус.
Каде го препорачувам директниот држач? За помали спуштање на плафоните, значи 10, 12, 15 сантиметри, каде што е можеби декоративен плафонот или за звучна изолација, меѓутоа не смее да се изгуби голема висина. Жицата универзално решение и нониусот, реков, за надворешни плафони, за плафони со поголема тежина, за плафони со клинео плочи и специфични. Ева пак статиката. Статиката на стандардниот плафон, како што во вашата секојдневна работа најчесто го гледате, да не речам 90% од случаите, горните профили на 100 см, долните профили на 50 и држачите на 95 см. Тоа е онаа стандарден распоред на конструкцијата, значи долните на 50, горните на 100 и држачите на 95. Тоа е она номинативна форма, стандарден растер на плафони. Замислете си дека сме во некоја канцеларија, во некоја просторија и над глава ни работат плафон, вака треба да изгледа тоа, значи горните профили осечките на метро, долните профили на 50, плочите попречно на профилите. Ако се вратиме на слайдовите, ова ми е многу важно да ви кажам уште еднаш. Ако се вратиме на слайдовите со виткање на плочи, ќе видите дека сите гипсани плочи ради распоредот на влакна во картонот и ради начинот на леење на гипсот во плочата, многу полесно се виткаат вака плочите доколку сакаме да направиме кривина, отколку вака. Значи подолжно, потешко се виткаат отколку, тоест попречно отколку подолжно. Затоа, заради одржување на рамноста на плафонот, секогаш плочите идат попречно на профилите долни. Така да плоча од 2 метра ја носат 5 профили поставени на 50 см еден на друг. Еден на почетокот, еден на крајот и уште 3 профили по средината на плочата. Повторно се оди со проклизување. Шрафовите идат не на 25 колку зидовите, туку на 17 см. Се фугира, се покриваат шрафовите и се глетува и се кречи плафонот. Значи, проклизување на плочите, имаме начин на изведување и во 2 слоја, повторно проклизување по еден профил, односно по минимум 25 см во различни случаи. Употреба на шрафови, видливата плоча секогаш треба да биде на 17 см, доколку е повеќе слоен, горните слоеви минимум, односно максимум на 30 см. Да не го повторувам она дебелината на, значи кога се бира, го поделив? Пардон, убаво си пишувате. Да, фала Никола. Значи, ќе се вратам назад. Еве ги горните профили на 100, долните на 50, плочата попречно, проклизување, минимум по 25 см, шрафовите на 17 см, доколку една плоча, фугирање, покривање на шрафовите, клетување и кречење. Значи, проклизување на сите плочи по минимум 25 см, крстестата спојка, ви објаснив како се поставува, дих траката, позади уде профилот и над, доколку се работи со директен држач, над директниот држач во должина од 8 см. Должината на шрафот, работиме со шраф од 35 мм. Плочите на видливиот слој, односно доколку една плоча со 17 см растојание помеѓу профилите, доколку се повеќе слојни, секој слој над видливиот на максимум 30 см. Истиот слайд, колку сум заштедил на енергија, истиот слайд сум го ископирал, значи 3 препорачања места за дилатација на плафони, на местата каде што има конструктивни дилатации, на површини подолги од 15 метри, на позиции со големи контракции на ширини или висини.
Исто така има цела палета во техничките листови на детали или без компромис со звучната изолација, противпожарноста и другите градежно-физички својства. Најчесто поставувано прашање дали Knauf има вакви декоративни лајсни за ова. Knauf нема. Knauf има ова што го гледате на сликава го викаме алукант или PVC заштитен, PVC завршен профил. Ова се пластични профили во облик на буквата П кирилица, кои што се натекнуваат на плочата, на крајот на плочата и даваат некаква естетика на системов. Важно, нормално, овие споеви не треба да се полнат. Имав пред неколку недели во една фабрика во Скопје, извеле вака и му текнало на некој, ова го изфугирале со фуген филер. Значи, тотално тој што го направил нормално инженери, сме знаеме, ја утнал, погрешно ја сватил зборот дилатација, значи дилатацијата ја исполнил, нормално нека очекуваме во најбрз рок, месец дена максимум, овие дилатации испопукаат затоа што некој цар ги исполнил. Носење на товар, многу важно прашање, го одговоривме кај зидовите, кај преградните, кај плафоните имаме 3 класи на товари. Со типла ваква за шуплив зид, тежина до 6 кг на точка може да монтирате каде сакате на било која гипсена плоча. Значи било каде на плочата правите дупче, ставате типли, обесувате терет до 6 кг, што не е за занемарување. 6 кг е сериозна тежина. Дали е тоа некаков држач за прожектор или за телевизор или некаков подекоративен лустер, 6 кг е добра тежина. До 10 кг директно на профилот. Со шраф или со типла директно на профилот. И тежини над 10 кг се монтираат со правење на нормално дупка во гипсената облога и барање на некаква носечка конструкција над спуштениот плафон. За крај, фугирањето. Многу важен дел во дел на почитување на естетиката на системот. Зашто го ставив овој обоениов систем, обоениве слики? Тука гледаме 3 различни фуги, 3 различни фуг материјали. Белите фуг материјали, белите фуг смеши, значи фуген фиглерот, фарборд шпахтелот, унифлотот, тоа се различни категории на филери, меѓутоа сите се бели. Што на надзорот му кажува белата боја? Белата боја му кажува дека тоа е неимпрегнирана смеша која што се користи за фугирање на системи во суви простории. Зелените смеши за фугирање се зашто се зелени? Затоа што на надзорот треба да му го олеснат контролата. Надзорот кога ќе види зелена импрегнирана плоча или диамант, треба на неа да оди зелена смеша за фугирање. Смеша е литературно, го проверив. Значи, и оваа жолта смеша, која што многу интересно изгледа, ова е смеша за баритни плочи, која што ќе употребите и ќе контролирате или ќе испроектирате во објекти каде што се бара заштита од рентгенско зрачење. Ова е едно убаво видео за фугирање. Фугирањето е една тема која што можеби најважна во сувомонтажните системи. Зашто? Затоа што доброто фугирање овозможува траен спој. Во техничките описи кои што ви ги пласирам за вашите објекти секогаш пишува двофазно фугирање. Што значи? Тоа значи дека една фаза од фугирањето се изведува веднаш по монтирањето на зидот, втората фаза по исушување на првиот слој. Значи, прво се исполнува, ова е убав момент во видеова, значи што направи мајсторот? Прво 6 до 10 сантиметри го исполни спојот тесно. Додека беше материјалот се уште мокар, он во мокриот слој втиснува бандажна трака. Значи смешата во спојот е уште мокра. Во него втиснува бандажната трака и може уште дополнително да ја запегла малце за да ја израмни. Со или без дополнителен материјал. После целосно ова се вика Q1 исполна и кога зборуваме на семинарот за глетување, тоа ќе биде вториот семинарот сега, ќе збориме кои нивоа на квалитет се потребни за која завршна обработка. После исушување или цирка 24 часа се преминува на Q2.
Q2 фугирањето е ова второва, 16 см широко фугирање по целосно исушување на вториот, на првиот слој. Затоа го викаме двофазно, значи во две фази се изведува и тоа е највисокото ниво на безбедност на фуга. Вака изведената фуга, мене ми се случувало со колеги мои, мустра од две плочи 30 на 30. Фугираме како што треба, Q3 е веќе глетување, ќе го збориме во друга прилика. Ми се случувало две мустри, две плочи, 30 на 30, убаво изфугирани и сакаме да им покажеме на мајстори дека држи фугата, две плочи, убаво изфугирани неколку дена претходно, ги виткаме со инструкторот, се случува да пукне плочата на ќошот кај што ја држиме, да не пукне фугата. А на сите нас инженери врвен приоритет ни е трајноста на квалитетот кој што го на објектот што го правиме. Значи, прва фаза, целосно исполнена ивиците со материјал, доколку е фабричка ивица без пипање, доколку е готова ивица се засекува под 45 степени, се исполнува со материјал и на исполнет спој се става одреден тип на бандажна трака. По целосно исушување се поминува со шпакла широка 16 см, односно слој со ширина од 16 см и веќе по целосно исушување само се поминува со шмишајна, односно со лента за шмирглање, да се донесе на ниво на гипсената плоча. Во семинарот за глетување и малтерисување, значи за два вебинари од сега, ќе збориме и за реалната потреба од глетување на гипсени површини. Еве како изгледа готов систем спремен за кречење или за глетување, доколку критериумите на светлината го налагаат глетувањето. На искусните монтери скоро да не им се мешам кога се работи за фугирање, затоа што тие си имаат палети на своји развиени техники како до убаво изведена ивица, до убаво изведен спој, со тоа што ќе потсетам само дека Кнауф има и соодветни траки под различни агли кои што прават одлични ивици. На крај, како што под капата на Кнауф Академијата ги држам и овие семинари за архитекти, истото го правиме и за монтери, и со нив ги споделуваме овие искуства. И протејќи нивната работа, чисто како совет, ова се најчесто правени грешки при изведба на објекти. Не ставаат дих трака, што се добива со нив, се намалува звучната изолација. Колку? Во зависност од системот, некогаш значително. Најчесто значително, да не речам. Еднофазно ги бандажираат плочите. Што значи еднофазно? Прво ставаат онаа бандажната трака мрежаста, па одозгора пикаат фуген филер. Што значи тоа? Тоа значи дека спојот помеѓу двете плочи вистински не е исполнет. Има во него некои топчиња фуген филер кои поминале низ мрежата, меѓутоа не е тоа полнење и пукаат фугите. Во таваните често ставаат единична конструкција, што се случува, пукаат фуги. Погрешен клин во тавански системи, паѓаат тавани, пластична типла, што не ставаат. Често во системи во V112, да речеме, мајсторите често од брзање не ги полнат внатрешните плочи. Што значи тоа? Тоа значи дека крутоста е намалена, значи ако техничкиот лист на Кнауф вика дека тој зид треба да постигне 6 метри, тој ќе постигне, ама на притисок се осеќа дека зидот недозволено мрда. Се намалува противпожарноста и се намалува значително звучната изолација. Непоставување на појачување околу врати и конзолни товари, пукаат фуги на зидовите, доколку е во купатило, ќе стават, често се случува да стават конзолна шолја без појачување, пукаат фуги на плочки, пукаат плочки, подкачување на под... вратото, да, доколку ова е многу интересен ефект, ова ми се случило на повеќе објекти, тешко вратно крило ставено на CV профил без појачување, и што се случува? Вратата кога е затворена нема никаков проблем, ќе отворат вратата и ќе остане вратата неколку часа отворена, под дејство на тежината кој скривува зидот и вратата после кога пробате да ја затворите го подкачува паркетот доле го оштетува. И на крај погрешен избор на плочи, непостигнување на бараните својства. Во проектот влегла противпожарна плоча, они ставиле соникборд, или ставено соникборд, они ставиле бела, или ставено диамант, они ставиле противпожарна. Се добиваат многу намалени параметри и нормално неисполнување на
на барањата. 6 минути го проби времето. Се надевам дека бев корисен. Дали имате некакви прашања? Дали има лајсна за судар на гипс картонска плоча за спуштен плафон во стакло од структурална фасада? Немаме некоја декоративна, меѓутоа оваа ПВЦ, дали го имам да ви го покажам, за ова може да еве го, имаме еден имаме една лајсна што викаме ПВЦ завршен профил, еве, не знам колку се гледа во PDF-ов, има облик на буквата Ј кирилично. Значи ова е пластична лајсна која што се натакнува на плочата и заради оваа текстура овде може да прими глед маса. Значи во принцип со ова сме завршувале ваков спој со стакло. Ова сме го правеле последен пат. Чека го се гледа. Ова сум го правел последен пат во Македонска филхармонија, кај што имаше во источните гримјорни, вежбалните на музичарите. Наш зид дојдираше во стакло, што направија прво на стаклото залепија непродзирна црна трака, као селотейп, и ова удри и се доби еден културен контролиран спој меѓу пластика и стакло. Позади кој имаше, и дих трака, затоа што во случај на земјотрес не смееше да се дозволи крута врска да не го скршиме стаклото во случај на земјотрес. Дали имате друго прашање? Да презентацијата може, како не, ќе ви ја пуштам презентација, ама дополнително за ден-два ова видео ќе биде поставено и на YouTube, како така ќе се вика Knauf, како се беше презентација обука за надзори, part 1 или дел 1, ќе можете да го видите кога сакате. Така употребивме, но тешка за сечење цикцак. Да. Има една интересна, ама таа е повеќе за агли. Имаме една друга ваква трака, алу еве. Таа може да се употреби. Алукс заштитна аголна лајсна, аголна лента. Ова е многу тврста хартија, како картон, и внатре по средината, не знам колку се гледа, поминуваат две алуминиумски ленти по сантим и пол отприлика. И оваа лента се прекршува на пола, значи ја правиш под кој сакаш агол, таа агол остар агол, со фуген филер ја лепиш на аголот и со цик-цак со сецкање можеш да добиеш некаква релативно мазна крива линија која се работи за таква. Ако се работи за таква линија, многу педантно треба да се работи. Се нормално што по искусна монтерска рака, толку поише ќе биде блиску до посакуваниот ефект и на проектантот и на надзорот. Доколку нема прашања, се гледаме за точно 2 недели од сега. Таму доаѓа втори, рековме, така? Зошто би се појавиле сенки од фугите над обојот зид од Абриб? Сенка од фугите над обоен зид. На суво монтажен зид има ставено Абриб? Да. Може да е, може многу фактори да се, Ќе ти кажам еден пример, пред едно 3-14 години имав, ми рекоа рекламација, дојди да видиш како се обои гипсот, во една многу загушлива просторија, кај фамилија пушачи, значи екстремно страстени пушачи, по 5 кутии цигари, ја мислам дека се пушеше таму. Монтиран зид, дали беше зид или зидна облога, не се сеќавам, и секогаш после овој случај инсистирам на предглетување или абриб да се постави грунд, импрегнацијски грунд за зидот. Што се случило? Во просторијава многу тројца-четворица луѓе интензивно пушат малтане по цел ден. Што се случува? Дишат, се потат и влагата во просторијата е повишена, од 70-80 сигурно проценти влага беше кога влегов. Задишано, загушливо во моментот не беше, меѓутоа мирисаше све на цигари. И што се случило? Тоа беше зид кој што беше само кречен, не беше, и глетуван беше. Глетуван, меѓутоа веројатно пред глетот не ставиле грунт.
Кога се стави грунт пред глетување, се уедначува фивливоста на хартијата и на фугата, пошто нормално имаат различна. Фугата веројатно е многу повпивлива на мириси, бои и на влага од хартијата. Фугата имаше примено од влагата и од никотинот во воздухот или катран, што и да е тоа во димот, и се имаше обоено фугата. Ништо чудно да е некаков таков ефект, затоа секогаш кога се работи за глетување на дали секогаш пред глетување, без разлика на подлогата, дали е малтар, дали е гипс, што и да е, препорачувам употреба на грунт, врска У или нашиот тифен грунт, кој што е импрегнацијско средство, кој што нема никаков утрошок. Вие со една кофичка од 700-800 стенери цел објект ќе го затворите, повторно ќе кажам, ќе уедначите впивливоста на хартијата и фугмасата, и во 99, да не речам во 100% од случаите, ќе се избегне вакво обојување на фугите. Веројатно може да е нешто врзано и со абрибот, меѓутоа 90% сум сигурен дека е и да не било абриб, дека и во таа просторија се случува нешто да речам несекојдневно, повишена влага или пушат, или има нешто што го прља воздухот и затоа се обоиле фугите. Во интерес на времето ви благодарам на вниманието. Се гледаме за 2 недели од сега, тоа би му дошло втори. Се гледаме на 2 ноември со вториот дел од обуката за надзори, кога ќе збориме и за ѕидните облоги, и за градежната физика, и за начинот на мерење на површини за наплаќање и за сертификација на системите како единствен начин на вреднување на квалитетот. Доколку имате повторно прашања, ги очекувам на мејл и се гледаме на 2 ноември. Благодарам за времето.